Полупразни полици и поскапи производи. Соединетите држави се соочуваат со сериозен проблем во испораката и доставата на производи од странство. Стотици бродови се заглавени и чекаат на растовар во американските пристаништа. Време е за ручек во ресторанот Зелено бистро во Арлингтон, Вирџинија. По лошата година поради пандемијата, овде повеќе не недостигаат муштери. Но фалат многу други работи, како на пример нова рерна во кујната. We've been waiting for the part for 2.5 months. It could be on a boat, it could still be in the factory, it could be at a port, it could be on a semi. COVID-19 предизвика сериозен застој во производството во Кина. Потоа наеднаш започна испораката, но стоката заглави во американските пристаништа. Таму нема доволно работници да ги растоварат стотиците бродови кои чекаат крај брегот. Се чини дека повеќето американци чекаат нешто. Our building has an HVAC system that needs repair, and we've been waiting 2 weeks for the parts. And they're still not here. Same thing with the hot tub on the rooftop building. Веројатно многу деца ќе останат и без посакуваните подароци за Божик. I've been trying to get the PS5 for over a year, and there's like blogs that are like where you can find it, and they like come up and say it's available, and by the time you go to the site they're all gone. Списокот е голем. Нема велосипеди, автомобили, патики, електроника. Screens, tablets, computers. Джеймс Самсон е собственик на повеќе сервиси за бела техника во околината на Вашингтон. Речиси сите резервни делови доаѓаат од Кина. За испорака порано чекал 3 до 5 дена, а сега и до 8 недели. It's affecting our end customer, it's affecting the pricing that we have to give to customers because shipping prices are going up, and it's affecting the time we can actually complete repairs. Како собственик на мал бизнис, Самсон вели дека не може да се надпреварува со големите синџири кои закупуваат цели товарни бродови. It's going to have some long-term effects on us, without a doubt. Американскиот претседател Џо Бајден објави дека пристаништата во Калифорнија се согласиле да работат 24 часа на ден, вклучително и за викендите, за да се надмине застојот. Но тој рече и дека долгорочно Соединетите држави треба повеќе да инвестираат дома. Never again should our country and our economy be unable to make critical products we need because we don't have access to materials to make that product. Намалената понуда во комбинација со зголемината побарувачка ја подгреа инфлацијата. Републиканците обвинуваат дека повисоките цени се резултат на пакетот тежок 1,9 трилиони долари кои го одобрија демократите, а со кој повеќето американци добија по неколку илјади долари директна државна помош. Администрацијата на Џо Бајден пак вели дека повисоката инфлација е само привремена и дека ќе се стабилизира. Во Соединетите држави цените на мало биле за 5,4% повисоки во септември годинава во споредба со истиот месец лани. Тоа е значително повеќе од проекцијата според која инфлацијата требаше да достигне до 2%. Најголеми поскапувања има кај енергенците, храната и кај кириите. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.